Со полагање на свежо цвеќе пред бистата на народниот херој Кузман Јосифовски Питу беше одбележан патронатот на Тетовската касарна. Командантот на 3-тиот механизиран пешадиски баталјон, подполковник Игор Спасеновски, во својот говор се задржа на животот и револуционерната дејност на Питу. Народниот херој бил член на Комунистичката партија на Југославија и еден од организаторите на првото заседание на АСНОМ. Во секојдневните битки со непријателите на слободата, на социјалната правда, Кузман го гледаше вистинскиот пат на револуционерот. Тој често повторуваше: ние треба да бидеме готови на секаква жртва за доброто на народот, но не со зборови, со дела. Раководејќи се од тие принципи, тој во својата активност го подреди целиот свој личен живот на делото на револуцијата, на борбата за ослободување на својот народ. Одејќи достојно и гордо по тој пат, Кузман никогаш не зажали за ефемерните наслади на животот. Борбата за слобода и човечка правда за него беше врвната животна цел и неговата вистинска среќа. Кузман Јосифовски Питу својот живот го даде за својот македонски народ, за неговите копнежи, за своја слобода и самобитност. Со неговата смрт, македонското револуционерно движење изгуби еден од своите најистакнати организатори и раководители, а народот од Тетово и Тетовско свој соборец и човек кој можеше да ги разбере сите сложености на овој крај. Човекот кој дел од својот најубав и најплоден револуционерен живот го помина во Тетово и западниот дел на Македонија. Човекот кој успеа да се издигне над националните недоразбирања и да им погледне во очи на националистичките посегања од сите видови. Човекот кој во основата остана човек. Заради сето ова, народот од Тетово и пошироко од целиот западен дел на Македонија му должи вечна благодарност. На одбележувањето присуствуваше началникот на штабот на Здружената оперативна команда, бригадниот генерал Азим Нуредин, представници од командата на првата механизирана пешадиска бригада, команданти и командири од единиците на АРМ, представници од државните институции, приватниот сектор, сојузи и здруженија. По повод овој отворен ден во касарната Кузман Јосифовски Питу беше организиран и тактичко-технички збор, каде учениците од основните училишта во регионот имаа можност да се запознаат со вооружувањето и опремата со која располага единицата. Ова одбележување е во рамките на низата армиски активности кои ќе се реализираат во текот на целата година во склоп на јубилејот 25 години постоење на армијата на Република Македонија.